Дивопоставениот објект на зграда во населбата 8 ноември денеска беше отстранет. Ова следи откако штипската јавност и опозицијата кренаа прашина за дивоградбата над станот во кој живее секретарката на општина Штип. Откако градоначалникот јавно беше прозван, тој направи увид и порача дека селективноста нема да има, а дисциплинска постапка ќе следи за секој вработен инволвиран во случајот. Покрената ќе биде дисциплинска постапка за секој кој што е инволвиран во овој случај. Селективност нема да има и нема. Се додека сум градоначалник, законите во општина Штип ќе важат подеднакво за сите. Откако се отстрани дивоградбата на секретарката на општината, Јорданов заедно со општинските инспектори направија увид на неколку дивоградби во Штип. Според него тие не се урнати бидејќи се под закрила на централната власт, градени во времето на СДСМ. Станува збор за хотел во изградба стопански објект, за кој сопствениците, како што вели Јорданов, немале градежна дозвола и узурпирале државно земјиште. На овие објекти и покрај тоа што е запазена целата постапка, направен е соодветен записник, констатирана е состојба на непостоење на сопственост на земјиште, на несоодветна, односно на немање на дозвола за градба, постапено е, издадено е налог за отстранување на бесправен изграден објект, но има рок на жалба која што се доставува до повисок степен, односно до повисок орган од општина Штип, тоа е второстепена комисија која што ги уважува овие жалби на бесправно изградените објекти. Според Јорданов во Штип има околу 10 вакви објекти кои по својот габарит представуваат вистински хациенди, за кои сопствениците не само што немале градежна дозвола, туку узурпирале и државно земјиште.